Во студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Фекална бактерија во мусаката и на 3 чешми, потврди анализата на ИАЗ. Само едно од децата имало норовирус, а стафилокока во нос пронајдена кај една од вработените. Лошата хигиена во училиштето главна причина за симптомите. Од понеделник парното поскапува за 5,9%. За 2 недели регулаторна ќе објави и цената на струјата. Вреди се уште бесконечен договор. Во понеделник Мицковски ќе ги објави имињата на новите министри. Работиме на обврските на уставни измени без диалог со Софија се невозможни, тврди министерот Муртезани. Над 120 загинати во пожарот во Хонг Конг. Повеќе од 200 станари од опожарениот комплекс се водат за исчезнати. Во овие вести во живо информираме за резултатите од анализите во основното училиште во општината Карпаш, како и за новата цена на парното која ќе важи од понеделник. Останете со нас. Завршија анализите на Институтот за јавно здравје на замените мостри од училиштето Димо Хаџидимов во општината Карпаш и заклучокот е дека лошата хигиена е виновна за симптомите кои ги има голем број ученици. Случајот го следи колешката Тамара Дичовска, имаме во живо во овие вести. Тамара, што точно покажа анализите кои што ги правеше Институтот за јавно здравје? Да, може да се заклучи дека токму нехигиената придонела учениците од ова основно училиште Димо Хаџидимов да ги добијат оние тешки симптоми, односно болки во стомакот, повраќање и диареја. Фекални бактерии се пронајдени на 3 чешми во ова училиште, меѓутоа таа фекална бактерија која што е одлика на нехигиена пронајдена и во мусаката која што ја јаделе децата тој ден, меѓутоа како што напомена и ти, бактерија пронајдена од земен бриз од нос и кај една вработена во кујната, едно дете имало и норовирус. Норовирусот се задржува долго на работни површини и е исто така лесно пренослив. Сите овие причини заедно придонеле толкав голем број на деца да ги добијат оние симптоми на диареја, повраќање, меѓутоа и стомачни тегоби. Во моментов на детската клиника се хоспитализирани 4 дечиња, додека тука во основното училиште Димо Хаџидимов наставата непречено тече и втората смена си тече непречено. Во разговор со директорката пред ова линковско вклучување ни кажа дека децата се на настава, меѓутоа од Институтот за јавно здравје им се јавиле дека токму за половина час од сега, односно во 16:30 часот ќе се врши вонредна дезинфекција на ова училиште, односно ќе се чистат и ќе се дезинфицираат сите оние работни површини, кујната, тоалетите, кваките од вратите, чешмите, каде што има она спорна бактерија, меѓутоа можеби оној норовирус кој што е лесно пренослив и останува долго време на работните површини. Од Институтот за јавно здравје препораките до родителите се да не ги пуштаат децата во школа кои што пројавиле симптоми, веднаш да се јават на лекар доколку ги имаат некои од овие симптоми, често да мијат раце. Деталите од што заклучи Институтот за јавно здравје од сите земени примероци анализи, меѓутоа и од водовод кој што кажа дека водата во училиштето е чиста и питка за пиење, ги гледаме во прилогот во продолжение. На 3 чешми во училиштето Димо Хаџидимов е пронајдена фекална бактерија, 2 во училниците и 1 во кујната, а истата бактерија е пронајдена и во мусаката од кујната, која укажува на нехигиена. Кај една од вработените во кујната од бриз е пронајдена стафилокока, а кај едно дете е откриен норовирус. Норовирус е вирус кој се пренесува преку вода или храна заразена со фекалии и може да екзистира многу долго на работни површини. Сомневањата се дека токму овие извори ги предизвикале наглите и тешки симптоми кај голем број ученици од основното училиште, велат резултатите на Институтот за јавно здравје. Примероците од другата испитана храна која јаделе децата, млеко, мусли, круасан, како и водата, биле безбедни. Конечните анализи за водата ќе бидат готови утре, но досегашните анализи покажуваат дека водата е во ред за пиење. Се уште не можеме да заклучиме целосно што е, бидејќи се уште траат испитувањата, но до сега она што беше најдено, ви кажав, една од вработените има во носот стафилокока ауреус, кој што исто така дава ваква симптоматологија. На 3 чешми е најдено од групата на ентеробактеријаце грам негативна бактерија која што исто така дава вакви симптоми. Кај едно од децата засега е најдено норовирус кој што исто така дава ваква
клиничка слика. На детската клиника пак има нови хоспитализирани деца. Некои се веќе отпуштени, а во моментов 4 ученици од ова училиште лежат на клиниката. Тие се во добра здравствена состојба. Досега во институтот има 30 пријави, од кои 29 се деца и една наставничка. Препораките на ИЈЗ се оние кои имаат симптоми да не одат на училиште, а најавуваат и вонредна дезинфекција. Децата со симптоми да останат се уште дома доколку има влошување на клиничката слика, да бидат јавени, да се јават и во Центарот за јавно здравје, но пред сека и нивните матични доктори за да можат да бидат пратени на понатамошни исследувања. Од веќе добиените резултати би апелирале на зголемена хигиена во училиштето, да се набават нови дезинфициенси, нови сапуни. Во координација со Центарот за јавно здравје ние веќе зборувавме, постојат епидемиолошки индикации за вонредна дезинфекција во училиштето и тие веќе се подготвуваат екипата од Центарот за јавно здравје да изврши вонредна дезинфекција во училиштето тогаш кога ќе се создадат услови најбрзо што може. Претходно од водовод потврдија дека од земените примероци на вода и направените проверки водата е безбедна за пиење. Секторот за санитарна контрола зема 4 примероци од 2 локации, училница и кујна, од кои 2 за физичко-хемиска анализа и 2 за микробиолошка анализа. Од добиените резултати, сите примероци, физичко-хемиски и микробиолошки, одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, при што констатираме дека водата во Димо Хаџидимов во општината Карпош е санитарно исправна и истата може непречено да се употребува, велат во соопштението од Водовод. Синот на премиерот пак, кој е меѓу децата со симптоми, бил во добра здравствена состојба откако 3 дена примал инфузии. Ако денеска е веќе, пошто ме прашавте, денеска е веќе подобар и се надам дека од понеделник ќе се врати заедно со неговите другарчиња на нормално функционирање во училиште. Наставата во основното училиште Димо Хаџидимов и денеска тече непречено. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство ги демантира изнесените наводи објавени во неколку интернет портали дека учениците сместени во средношколскиот интернат Здравко Цветковски во Скопје се хранат со оброци во кои има буба шваби. И при последната инспекцијска контрола, спроведена на 19 ноември годинава, врз основа на поднесена иницијатива од граѓанин за спроведување на вонреден инспекцијски надзор, не се констатирани недоследности, односно во кујната на интернатот, хигиенско-санитарната состојба била добра и не биле затекнати инсекти во објектот, како што било наведено во иницијативата, велат од АХВ. Со надзорот, спроведен овој месец, утврдено е и дека вработените имаат уредни санитарни книшки и соодветно се спроведени мерки за дератизација, дезинсекција и дезинфекција. Операторот со храна води уредни записи за слеливост на храната, соодветно чува контролни оброци и само иницијативно врши лабораториски анализи за микробиолошко тестирање на храна, работни површини и опрема за работа, со кој прединспекцијските служби ја потврдува безбедноста, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од понеделник парното поскапува за 5,9%. За 2 недели регулаторна ќе ја објави и цената на струјата. Вреди се уште бесконечен договор. Во понеделник Мицковски ќе ги објави имињата на новите министри. Нова поскапа цена на парното ќе се пресметува од понеделник за сите корисници на системите во Скопје. Информациите ги има колегата Мартин Нарсов. Го имаме во живо во овие вести од пред регулаторната комисија за енергетика. Мартин, колку точно ќе биде поскапувањето и има ли разлика во зависност од тоа кој е снабдувачот со топлинска енергија? Да, Иван, од 1 декември поскапува парното грејење во Скопје за околу 65.000 домакинства. Најголем дел од потрошувачите, или околу 60.000, ќе добиваат повисоки сметки за околу 6%, додека пак приклучените на ЕСМ енергетика и топланата Скопје Север ќе плаќаат поскапо за околу 8%. Како што објаснува председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, ова поскапување се прави за да се модернизира топловодната мрежа која е стара и дотраена. Со ова ќе има и помалку дефекти. Откако е почната оваа нова грејна сезона, односно октомври и ноември, има голем број на поплаки од страна на граѓаните кои што се приклучени на системот за топлинска енергија, односно во октомври имало над 22.000 поплаки, а минатиот или овој месец, ноември, околу 4.000 поплаки од граѓаните. Еве ги деталите.
Поскапува парното. Најголем број потрошувачи ќе добиваат за речиси 6% повисоки сметки. За домакинствата приклучени на СМ енергетика и Скопје Север, зголемувањето е околу 8%. Новите цени ќе важат од 1 декември. Првиот регулатор Бислимовски објаснува дека поскапувањето се прави за да се модернизира топловодната мрежа и да се намалат дефектите. Откако е почната оваа грејна сезона досега, до регулаторната комисија пристигнале на 26.000 поплаки. Единствена причина за зголемувањето на цената за топлинска енергија е потребата да се инвестира во оваа дистрибутивна мрежа. Мрежата е стара, негде од 60-тите години на минатиот век. Се менува многу собственици. Конечно, од пред 2 години, 3 е дадена на управување на државна компанија. Таа државна компанија превзема обврска дека ќе инвестира во оваа мрежа со една единствена цел: овие поплаки во наредниот период да се намалат што е можно повеќе. Ова е второ поскапување на парното за една година, откако од 1 февруари сметките пораснаа за 5%. Наредната недела регулаторната комисија ќе донесе цена за пренос и дистрибуција на електрична енергија и за операторот на пазарот. Според најавите од Бислимовски, тука ќе нема поскапување. По ова Евана ќе треба да направи пресметка за крајната цена и да ја достави на увид во регулаторно. Премиерот Мицкоски повторно нагласи дека владата и понатаму ќе ја субвенционира цената на струјата. Иако претходно како влада бевме критикувани и во самиот извештај од Европската унија, но и од дел од јавноста, дека еден од чекорите кои што се дел од планот за раст не го спроведуваме, а тоа е чекорот во кој што се предвидува либерализација на пазарот на електрична енергија, со која што ќе се снабдуваат домакинствата. И ние јасно кажавме дека да, тој чекор нема да го примениме, затоа што ако го примениме, тогаш цената на електричната енергија нема да биде 62-65 евра, туку ќе биде повеќе од 100 евра за домакинствата. И тогаш вкупната цена за домакинствата ќе поскапе за дури фантастични 50%. На вчерашниот тендер Евана прифати за 5% поскапа струја од СМ. Новата цена ќе се применува од 1 јануари и ќе важи целата следна година. Мартин Арсов, Сител телевизија. Директорката на Управата за јавни приходи информираше дека расте наплатата од даноци и придонеси. Таа тврди дека повратот на ДДВ за компаниите доцни само кај оние за кои се вршеле дополнителни проверки. Расте наплатата од даноци и придонеси. До октомври собрани се 3 милиарди и 600 милиони евра по овај основ, што е за 250 милиони повеќе од истиот период лани. Ова е доказ дека економијата е стабилна и има добра даночна дисциплина, вели директорката на УЈП Петрова. Потврдање има кај данокот на личен доход и се должи на тоа што граѓаните не го пријавиле остварениот приход од игрите на среќа, но и на лицата кои работеле во странство и не платиле данок на заработените пари кога се вратиле дома. Доста активности кои што се однесуваат на собирање на неплатени обврски кај данокот на личен доход. Утврдивме определени состојби кои што се влечат од минатите години, каде што се створени некои тенденции на ненавремено пријавување и ненавремено плаќање на обврските. Тоа се пред се приредувачите на игри на среќа и приливите од странство, од даночевите приходи што граѓани на Република Македонија ги остваруваат од странство. Кај повратот на ДДВ за компаниите, Петрова вели дека нема застој, освен кај оние кои се проверуваат подетално. Таму проверките можат да траат подолго, над 9 месеци. Токму по овој основ, наплатени се на 60 милиони евра, бројка која е за 70% повисока од лани. Изречени се над 6000 глоби на прекршителите на законските одредби и имаме поднесено 61 кривична пријава за утврдени сомнежи за сторени противправни дела, прецена или даночно затајување, каде што цениме дека е сторена материјална штета на буџетот од 13,9 милиони евра. За граѓаните пак кои скенираат фискални и се уште ги чекаат парите од поврат на ДДВ за третото тримесечје. Уверува дека до крајот на месецот ќе ги добијат.
Заклучно со денеска, исплатени се скоро 9 милиони евра, а подготвени налози за исплата чекаат уште 6 милиони евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Вреди се уште бесконечен договор. Во понеделник Мицкоски ќе ги објави имињата на новите министри. Работиме на обврските на уставни измени без диалог со Софија се невозможни, тврди министерот Муртезани. Партнерите од Вреди се уште немаат конечен договор за распределбата на министерските позиции. Сигурни се Сали и Хоџа, но дали ќе има промени во здравство останува непознато. Извори од Вреди за Сител велат дека денеска би требало да има конечен договор, а имињата во понеделник премиерот ќе ги испрати во собрание. Беким Сали и Мухамед Хоџа се новите имиња во кабинетот на премиерот Мицкоски. Ajo që është e definuar Bekim Sali dhe zëvendëski ministri i parë. Ministri i ekologjisë, domethënë Zoti Muhamet Hoxha, për tjerat mënyrë plotësuese do informojnë. Бидејќи Мицкоски не дава нов ресор, она што останува непознато е кој од министрите на Вреди кои сега се дел од владата ќе мора да си поднесе оставка. Имајќи предвид дека Сали веќе има искуство во Министерството за здравство, можно е местото да му го ослободи Азир Алиу, кој според неофицијалните информации би можел да биде нов директор на АЕК. За позицијата во здравство се уште во игра е и Башким Бакиу. Сепак имајќи предвид дека Сали доаѓа од редовите на партијата Алтернатива, а со партиец во владата му е министерот за европски прашања, оваа рокада се чини поверојатна. Во таков случај министерот за евроинтеграции би заминал како амбасадор во Брисел, но тој денеска немаше никакви информации. Во рамките на коалицијата Влен се уште се разговара за модалитетите на реконструкцијата, уште нема финален договор како ќе изгледа реконструкцијата, кој ќе замине, а кој ќе доаѓа во функцијата или дали некој ќе замине на одредена функција надвор од земјата. Така да во моментот можам да ви потврдам дека се работи на модалитетите, меѓутоа нема конкретно решение. Повеќе информации не сподели ниту премиерот, кој уште еднаш повтори дека бројот на ресори нема да се менува. Според информациите, списокот со нови министри премиерот во понеделник ќе му го испрати на собранието. Посериозна владина реконструкција би можела да се очекува на почетокот на наредната година, откако претходно ќе заврши и партискиот конгрес на ВМРО-ДПМН. Александар Спасовски, Сител телевизија. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани потврдува дека владата работи на целосно исполнување на превземените обврски од Европската унија, но без диалог со Софија, вели дека уставни измени не се возможни. Реализација на реформите и уставни измени денеска од него побара и министерката за европски прашања на Норвешка, која е во Скопје. На уставните измени мора да се работи како преземена обврска без која нема преговори и нема членство во Европската унија, но процесот нема да се спроведува додека не се воспостави диалог со Софија, вели министрот за европски прашања Орхан Муртезани. Ваквиот став доаѓа откако американската амбасадорка порача дека е 100% убедена дека се работи на менување на уставот. Секако дека на уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина. Посредба со шведската колешка која во посета на Скопје. Муртезани порача дека процесот на проширување не треба да се базира на билатерални спорови, туку на систем на заслуги. Не одговори дали се подготвува трет протокол со Бугарија за надминување на спорот, откако председателката Силјановска Давкова го предложи тоа како креативно решение, но вели работот на воспоставување на диалог. Обврската за уставни измени и реформи денеска ја повтори министерката за европски прашања на Шведска која е во посета на Скопје. Како ќе бидат спроведени уставните измени, со нетрпение очекувам да ги започнеме формалните преговори за пристапување и во таа смисла ја поттикнувам Северна Македонија да ги протурка реформските напори со поддршката на Европската унија и земјите членки, реформите поврзани со владењето на правото, независноста и интегритетот на судството и спречувањето на корупцијата се од критично значење.
Претходно премиерот најави дека по нова година ќе се интензивираат разговорите со официјална Софија за враќање на довербата, за да се надмене спорот и да се одблокира евроинтегративниот процес. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Потребен е интегриран национален механизам за одговор на странско мешање и манипулирање со информации. Ова е заклучокот од денешната конференција која ја организираше Институтот за комуникацијски студии. Странското мешање и манипулирање со информации представуваат сериозен ризик за демократијата, бидејќи имаат за цел да се поткопат довербата во институциите, да се наруши демократскиот процес и да се продлабочи поларизацијата во општеството. Хибридните закани не се победуваат со молк, туку со заедничка акција, порача премиерот Мицкоски, кој најави дека државата ќе изгради систем што ќе ги препознае, анализира и брзо ќе одговара. Дезинформацијските кампањи не се само медиумски, туку безбедносен проблем со стратешки последици, смета премиерот. Според него државата во последниот период направила одреден напредок, но системот се уште се соочува со недостиг од ресурси, недоволно обуки и слаба институционална меморија. Владата ќе отвори платформа за редовна соработка со истражувачки центри, универзитети, медиумски издруженија, граѓански организации и приватниот сектор. Овој проблем е премногу голем за да го носи само една институција. Македонија ќе гради систем, не импровизација. Нашата визија е јасна. Држава која ќе препознава рано, институции кои ќе реагираат брзо, службеници кои ќе постапуваат професионално, граѓани кои ќе препознаваат манипулации. The UK continues to believe that information manipulation, including the spread of disinformation, is not discourse. It's not part of a healthy democracy. It's a threat to democratic values. It's a threat to citizens being able to look at legitimate information, to be able to have, as part of democracy, an important discussion with their governments of the day, because this erodes Странското мешање, дезинформациите и сајбер нападите ќе се случуваат се повеќе, бидејќи како држава членка на НАТО сме подложни на вакви закани, но важно е како институциите ќе се справат со истите, порача министерот за дигитална трансформација. Повеќе од 20 подзаконски акти со обврска на Министерството за дигитална трансформација, кои што значат вистинска операционализација на законот, што тој закон ќе значи во пракса, потоа следуваат стандардите, дел од стандардите за сертификација на сајбер професионалци и стандардите кои што се однесуваат на набавките во поглед на сајбер безбедноста, на кој што исто така многу амбициозно работиме за да креираме систем кој што функционира. Сега законската основа ја имаме, следната фаза ни се операционализацијата и стандардите, фазата потоа ќе значи ролаут на сето ова и во приватниот сектор. Затоа е формиран тој совет за координација. Тоа е и целта, да врши координација меѓу службите. Второто, размена на податоци. Тоа што рековме, потребно е задолжително да се креира база на податоци за да може соодветно да се врши размена на податоци и да се овозможи брз и ефикасен одговор. На конференцијата која организираше ИКС во рамки на проектот Следење, откривање и разобличување на скриеното странско мешање и манипулирање со информации, поддржан од британската амбасада, беше представен документот за јавна политика кој е изработен во соработка со експерти од областа. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Носи странското мешање и манипулирањето со информации, дали безбедносните служби во земјава го следат проблемот и како да се подобри одговорот од страна на институциите. По тема на денот со универзитетската професорка Весна Попоска. Жители на Центар живеат во страв поради активирање на свлечиште на улицата Партени Зографски и бараат итна помош од институциите. Од општината направиле состанок со Центарот за управување со кризи и за деталите ја информирале владата. Од и само таа можела да издаде наредба за интервенција на приватно земјиште. На терен беше колешката Габриела Лескова. Жители на општина Центар стравуваат за својот живот поради свлечиште на водно. Станува збор за лизгање на земјиште кај улицата Партени Зографски. Жителите за Сител велат дека за неколку години дури за 3 метри е пропаднат зидот. Од надлежните институции бараат итна интервенција. Полека земјата се рони и се приближува на кај објектот. Еве, повелите доле ќе видите. Значи, се приближува, се спушта земјата. Треба да се изгради подпорен зид за свлечиштето да биде стабилизирано, сметаат жителите. Ако не се превземат мерките, значи ќе дојде време да биде опасно. Ево, куќе се направи.
куќа е 60 години. Ама ќе дојде еден ден да почне да паѓа, нормално. Копа се тамо, паѓа, ќе дојде до тука. Проблемот беше ставен на маса и во Центарот за управување со кризи. Властите заклучија дека е неопходно итно решавање на проблемот. Експертите од Градежниот факултет ќе направат проценка како да се санира штетата, а подоцна ќе предложат и конкретни мерки за трајно решавање на проблемот. Врнежите од дожд, периодов дополнително и штетат на ситуацијата. За стабилизација на слечиштето мора да се изгради потпорен зид, а бидејќи локацијата каде што треба да се изведуваат градежни работи се наоѓа на приватен имот, ниту една институција, вклучувајќи ја и општина Центар, не смее да спроведе такви активности без соодветна одлука од владата, велат од општина Центар. Одлучивме со сите релевантни органи, пративме денеска веќе од ЦУК информација до владата и чекаме многу брзо да се решава проблемот оводно. Од владата за Сител потврдуваат дека заклучоците од состанокот се стигнати кај нив, но како ќе се постапува ќе се одлучува на наредната владина седница. Ова слечиште не е единствената грижа на граѓаните кои живеат на Водно. Подпорниот зид кој што падна позади детската клиника пред повеќе од година и половина, се уште не е целосно саниран и представува сериозна опасност. Поради обилните врнежи од дожд, критично и во тетовското село Шипковица, каде поради настанато слечиште 4 семејства ги напуштија своите домови, директно се загрозени нивните 4 куќи. Овие тетовчани нема да се вратат во своите домови, се додека властите не проценат дека нема опасност. Габриела Лескова, Сител телевизија. Поранешниот економски директор на онкологија Нухи во судница денеска тврдеше дека мобилниот телефон на iPhone, кој го пронашле на претрес, случајно го нашол во келијата, па го искористил за комуникација со семејството. Раководителката на оделението за финансиско и шалтерско работење на онкологија тврдеше дека токму тој ја одзел надлежноста за изработка на налози кон добавувачите. Мобилен телефон пронашла полицијата при претрес на затворската ќелија на поранешниот економски директор на онкологија Нехат Нухи. Со оваа информација почна денешното судење за случајот онкологија, во кој поранешните директори Васев и Нухи се обвинети за незаконско раководење со клиниката и двајцата се во притвор. Нухи во судницата рече дека телефонот го пронашол во ќелијата и не бил негов. Не знам што погрешив за да ми упадне полиција во ќелијата, да се однесува недостоинствено и првпат во мојот живот да клекнам на колена. Телефонот не е мој, сум го нашол во ќелијата, го користев за некои апликации, зашто како човек треба да имам пристап до фамилијата. Судењето продолжи со сведочење на раководителка на одделението за финансиско и шалтерско работење на клиниката. Рече дека обвинетиот Нухи и ја одзел надлежноста да изготвува налози кон добавувачите. Васев одбивал да бара повеќе пари од Фондот за здравствено осигурување, па клиниката нанижала долгови. Според одбраната, сведокот имал конфликт на интереси, бидејќи незиниот сопруг бил вработен во една од веледрогериите и била незадоволна што повеќе не може да влијае кој добавувач да добива пари од клиниката. И сега таа иста колешка на доктор Васев, некогашна, зборува во истрагата се најлошо за лични работи, дека земал пари од пациенти, дека ги бирал пациентите, дека бил нехуман према пациентите, значи незини лични согледувања очигледно од некакви лоши емоции према тој човек, заради тоа што била прераспоредена на друго работно место. Според обвинението, Васев и Нухи го оштетиле државниот буџет за 36 милиони евра. Одговараат за незаконска набавка и присвојување лекови од клиниката за онкологија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. По тема на денот вечерва за странското мешање и манипулирање со информации разговарам со професорката Весна Поповска од Војната академија. До 19 часот останете со Сител. Пријатно.